Той проектът... Почитувам председателя, почитувани колеги, почитуван господин Здраве. Той проект, не можете да го смените, за да може да се смени. Може. Пред да преминем на образлагане на кандидатот кој што го имаме денес и вчера на дневен ред за избор на уставен судија во Уставниот суд на Република Македонија, мораме малку пошироко да ја анализираме состојбата во која ни се наоѓа судството во Република Македонија. И еве, од мноштвото на извештаи, од мноштвото на укажувања, опоменувања на оваа власт, во каква насока не движи, ќе издвојам еден. Извештајот на Стејт Департментот повторно укажува на, цитирам, бизнисите отпуштаат вработени, корупцијата останува проблем, спроведувањето на законите за борба против корупцијата е слабо и селективно насочено кон владините критирачи и прекршителите на ниско ниво. Внимавајте, има веродостојни обвинувања за корупција при спроведување на законите, судството и многу други сектори. Многу бизниси кои работат, вклучително и некои американски бизниси, ја идентификуваа корупцијата како проблем во владините тендери и во судството. Почитувани колеги, судството ни е една од најкритикуваните области. Реформите во правосудниот систем ни се тема која најпрво мораме да ја отвориме со, дај Боже, отпочнување на преговорите со Европската Унија, предпристапните преговори, меѓутоа никако да ви дојде памет да се заземете за сериозни реформи во правосудниот систем и ненатурање, односно поделба на власта и владењето на правото да ни биде приоритет кон кој сите ќе се стремиме. Зошто ова го зборував досега? Ова го зборував досега бидејќи на не повеќе од еден месец овде на сите носители на извршната власт кои што беа предложени, министрите, премиерот, им напоменавме дека ова треба да ви биде приоритет. Не помина ниту еден месец, вие еве со нов предлог Добрила Кацарска ја предлагате за уставен судија во Уставниот суд на Република Македонија. Зошто го велам ова вака? Дека ова не е соодветно решение, бидејќи никој од вас не смогна сили да дојде да ги образложи сите квалификации, сите успешни или некаде ако има и неуспешни квалификации за господјата, да можеме сите заеднички да ја избереме. Но не најдовте за сходно, бидејќи вие не верувате во овој предлог, бидејќи знаете и знаеме за каков кадар и каков судија ќе станува збор кога овде мнозинството мудро си молчи и на крајот од денот ќе ја изгласат, а ние како опозиција ги обелоденуваме сите скандали на кои што јавноста е сведок. И потоа граѓаните немале доверба во правосудниот систем. Да, граѓаните немаат доверба во правосудниот систем, над 60% почитувани. Согласно Уставот и членот 109, Собранието ги избира судиите на Уставниот суд со мнозинство гласови од купниот број пратеници и во ставот 3 вели: судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Ова истакнати правници е флоскула која што власта мудро ја користи за да може да вметне своји кадри да инволвира во Уставниот суд. Ова е слично на она одредба од некаква корист го знаете членот 353, по кој што се обвинети многу претходни носители на јавни функции и претходни функционери. Меѓутоа, знаете како, времето тече, а сега на функции се носители на функции од актуелната власт, за која што секако овие општи одредби, кој како сака да ги толкува, и една од овие е овде токму вметната во Уставот, односно истакнати правници. Затоа
Сметам дека воопшто предложениот кандидат не е соодветен за кандидат во Уставниот суд и воопшто не треба ниту да го разгледуваме, а уште помалку овде да дебатираме толку ревносно, а актуелната власт само мудро да си молчи. Зборуваме за човек кој што треба во Уставниот суд да ги штити слободите и правата на човекот и граѓаните, што се однесува на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална, политичка припадност и така натаму, според членот 110 од Уставот. Човек на кој што Уставниот суд му ги поништува решенијата со одлука, бидејќи се во спротивност со членот 10 од Европската конвенција за човекови права, во која, согласно членот 10, ја гарантира слободата на изразување и правото на пренесување на информациите и идеите без мешање на јавната власт. Ова остварување на слободата може да биде ограничено само во точно предвидени случаи, таксативно дадени во ставот 2 на овој член од конвенцијата. Човек кој што директно, за волја на вистината добра одлука на Уставниот суд, ги поништува овие решенија, бидејќи овие решенија, ако стасаа до меѓународните судови, истите ќе беа поништени, а со тоа и Република Македонија ќе беше задолжена да ги надомести штетите предизвикани од ваквите одлуки. Овие кадри сега треба да ги штитаат правата и слободите на граѓаните, односно усогласеноста на законите и другите подзаконски акти, колективни одлуки и договори со Уставот на Република Македонија. За жал, во поминатиот ребаланс кој што ви беше, за тоа ги зголемивте извршните трошоци за 100%, односно од 5,1 милион на околу 9,9 милиони евра за вакви одлуки од вакви кадри кои што ги инфилтрирате во Уставниот суд и во сите други инстанци на судовите согласно Законот за судови и хиерархијата која што постои таму. Во сите судови инволвирате луѓе кои што ги користат сите овие мерки за да можете да перете пари и да испомпувате пари од буџетот на Република Македонија. Уште еден скандал кој што ја тресе кариерата на оваа госпоѓа е токму она со господинот Лазаров, кој што поради ненамерна грешка, внимавајте, поради ненамерна грешка на судијата, истиот заглави уште 5 месеци во притвор. Замислете, поради ненамерна грешка, кога ќе стане уставен судија, може да поништи закон, да можеме слободно да се движиме по улиците во Република Македонија. Поради ненамерна грешка. Но внимавајте, кај Уставен суд одлуките се конечни и извршни. Таму нема поправен. А овде, за среќа за волја на вистината, по представката до народниот правобранител, господинот Лазаров, му стигнува образложение во кое цитирам од Судскиот совет. Како причина за тоа се наведува дека конкретниот предмет имал обем на објава на пресуда, а веднаш по објавувањето на пресудата биле изготвени 15 решенија за притвор, со кои биле укинати мерките на предпазливост и направен е превид за неколку обвинети, што не им биле укинати гаранциите. Направен е превид, што не им биле укинати. Значи, за госпоѓава е обемен предмет за донесување решение или пресуда каде што имаме со 15 обвинети. Што станува збор за обемноста на сите законски и подзаконски акти да треба да ги усогласи со Уставниот суд на Република Македонија. Затоа, почитувани, и обвинителката од хибридно насаденото СЈО, која беше ваша творба, господјата Лиле Стефанова, ја обвини конкретно госпоѓата дека се меша во донесување на одлуките на незините колеги, односно врши директно влијание врз донесување
на одлуки на судии, кое што експлицитно е повреда, суштествена повреда и потешка дисциплинска повреда, односно грубо влијание и мешање во вршење на функцијата на друг судија, дисциплинска повреда за која што судијата треба да биде разрешен и е основ за разрешување, господа, од судскиот совет, а не е основ за унапредување во уставен судија и Уставниот суд. Затоа сме доведени во ова ситуација. Уставниот суд по иницијативата во однос на СЈО не се произнесе се додека овој парламент не го укина СЈО, бидејќи си ја заврши работата за која што беше направено од вас.